период на зголемениот број на случаи на голема кашлица, не само кај децата, туку и кај возрастница, но се фокусираме на вакцинацијата. Дали можеби ние како граѓани треба да бидеме упоменати за да ги однесеме децата на вакцинација и повторно, како пред неколку години со МРП вакцината, кога бевме на работот на вистина голема епидемија, па сите ги однесовме децата на вакцинација, го правиме истото по втор пат со ДТП вакцината. И што значи тоа за нареден период? Разговараме со Сања Цилевска, таа е педијатар во поликлиника Букурешт. Добро утро. Добро утро, поздрав до гледачите. Само за 5 дена од кога се прогласи епидемија во Скопје, кога се забрани условно на некој начин, односно се препорача и сите го испочитуваа истото, да не се примаат деца невакцинирани со ДТП во градинките, за 3 пати повеќе се зголеми бројот, за разлика од лани, со вакцинација со ДТП. Што значи тоа во овој период кога на големо имаме зголемување на бројот на голема кашлица и се верува дека пикот допрва ќе следи? Така, да. Ова е малце поразително за нас како лекари, значи дека ние не сме доволно убедливи со нашите пациенти дека вакцината е бенефит и дека се вакцинира нешто пред да се случи. Односно дека треба да се вакцинираат здрави деца, дека треба да се има ниво на колективен имунитет, за да не дојде до појава на епидемии. Значи, ние сме една не толку богата и развиена земја, меѓутоа ние на 2019 епидемија со морбили, сега 2024 епидемија со пертусис. Значи, ние на 4 години имаме епидемија од вакцино-превентабилни болести. Тоа сметам дека треба да се истражи убаво што е причината и да се работи за веќе да не се повторуваат. Зборуваме за болести одамна искоренети и повторно враќање. ДТП-рот е комбинацијата на трите, така дифтерија, тетанус и пертусис, односно сега како 5-валентна вакцина, што има плюс? Како 5-валентна се прима во доенечка возраст до 5 годишна возраст. Има плюс хемофилус инфлуенца тип Б и детска парализа како мртва вакцина, како ИПВ ја викаме ние. Некако она порано жива вакцина што беше орална, што ја примавме со лажиче. Да. Таа беше орална полио вакцина, оваа инактивирана, односно умртвена полио вакцина и затоа се прима со попатна инекција. Добро, еве ќе се извакцинираат во голем број. Бројката е дека 1421 доза на ДТП за 5 дена се дадени. Вашиот диспанзер работеше во 2 смени, во саботата чинам. Се уште работиме. Се уште работите во 2 смени, да. Сликите по социјалните медиуми беа дека се преполни вакциналните пунктови и ќе се извакцинираат. Но што е во нареден период, кога се верува дека големата кашлица ќе го доживее пикот? Што значи тоа? Не сме сигурни дека со вакцинација сме се заштитиле комплетно, но што сме направиле? Што значи? Прво да кажеме дека една вакцина и треба време да направи сероконверзија, односно да создаде одреден титар, односно одредено ниво на антитела кој што ќе го штити тоа дете од зараза и болест. Значи тоа е некаде период од 2 до 3 недели. Значи детето нема, ако денес се вакцинира, нема да биде од утре веќе заштитено, значи треба време за таа заштита да профункционира ефективно. И затоа викаме да се вакцинира кога се здрави децата. Ние во нашиот пункт дневно имавме околу 120 вакцинирани деца и тоа е, да речеме, ако во регуларни услови имаме од 20 до 30, значи тоа е 5 или 6 кратно поголема бројка. И пак ќе кажам, поразително и за мене како педијатар и општо за лекарската фела, што сме дозволиле, значи, пациентите да се сомневаат во вакцините и да чекаат да се случи епидемија за да ги носат своите деца на вакцина. Не да се случи епидемија, уште пострашно, чекаат да бидат ставени во тесно, односно нема кој да им ги чува децата, нема да ги примаат во градинка. Страшно е сознанието како причина зошто во толкав број дојдоа на вакцинација. Од друга страна па постои дали е мит или вистина дека кога ќе се вакцинира детето паѓа имунитетот. Секако дека не е, значи вакцините го бустираат, го подигаат имунитетот.
како за болестите од кои што се вакцинира, така и општо, значи прават подигнување на, ние викаме клеточен и хуморален имунитет, значи на антитела и на Т-лимфоцити. Значи тие покрај тоа што вршат, затоа што децата се раѓаат без не ги познаваат бактериите, значи нивниот имунолошки систем не ги познава бактериите, вирусите, другите штетни агенси, и тој учи како детенцето расте, така учи, затоа викаме децата до 3 години почесто се разболуваат, затоа што нивниот имунолошки систем ги учи сите штетни агенси. Како ќе се разболат од едно, тие стекнуваат имунитет. После од некоја друга бактерија и вирус, и така имунитетот расте. И самите вакцини го подигаат имунитетот. Не само тие вакцини, него општо прават подигање на спремноста на имунолошкиот одговор да одговори на сите штетни агенси. Така да и самите кажуваме дека децата треба да не се чуваат во стаклено звоно. Значи во текот на првата година од животот, сега зависи ако е родено со некои ризици, нели викаме да нема контакти многу, меѓутоа после веќе 6-тиот месец, значи детенцето треба да функционира нормално во средина, никако да не се дава се стерилизирано, се стерилно, значи треба да се изложува на бактерии, на вируси, дозирано, исто така и на вакцини од двомесечна возраст, за да се стимулира целосно, во целост имунитетот. Докторка, многу возрастни граѓани фатија голема кашлица, дури за жал повеќето беа измешани со ковид периодот, што уште потешко беше за нивното здравје и за опоравувањето, подолготрајно беше. Ние на времето сме ја примиле онаа со лажичка пертусис. Полио беше. Полио, како да се вика, да, вакцина. Што значи тоа? Со одреден временски период, не значи дека не може да заболеме, исто како со малите сипаници, но по одреден временски период се намалува влијанието на вакцината? Тоа дали значи, ве прашувам во контекст, дали препорачувате да се ревакцинираат возрастни? И така, која категорија? Сега околу тоа многу се дебатира, посебно во Србија. Значи, ние последниве години имаме ацелуларна пертусис вакцина, значи не целоклеточна. Некаде до 2019 беше целоклеточна пертусис, таа што се даваше како дитепер, меѓутоа создаваше доста страф и паника затоа што правеше високи температури како поимунореактивна вакцина. Високи температури, некогаш и фебрилни конвулзии, и затоа, бидејќи цела Европа се движеше кон ацелуларниве поливалентни вакцини, така се придвиживме и ние. Меѓутоа се смета дека ацелуларната вакцина, покрај тоа што не дава толку високи температури и несакани реакции, не толку убаво го и долготрајно го стимулира имунитетот. И сега од кога почнавме од пред неколку години и во школска возраст да се дава таа 4-валентна и 3-валентна вакцина, долготрајноста се намали и затоа еве гледаме 8 оделенец од целосно вакциниран со пертусис. Сега но што значи тоа? Се очекува полесно да помине? Да, секако. И сега во Србија наголемо се дискутира, верувам и кај нас ќе дојде тоа, дали треба адолесцентите и осмоделенците, значи да примат уште една ревакцина пертусис, за колку толку да се намали ширењето и индивидуите, да се намалат индивидуите кои што ќе бидат предиспонирани да се заразат и да го прошират пертусисот. Има ли начин како да се проверат антитела на дитепер? Не сум сигурна со какви реагенси располагаат Институтот и Центарот за јавно здравје. Искрено и самата диагностика на пертусисот е скапа, значи не се диагностицира на рутински брисеви, тоа е со PCR технологија. И тоа приватно претпоставам дека. Сега имаме неколку нерасполагања во центрите Институтот за јавно здравје. Но треба да пројавите симптоми за таму, сакам да кажам некој што се неспецифични на почеток, мораме да кажеме, значи се зголемува можноста за ширење. Затоа единствена заштита ни е колективниот имунитет, кој што ќе го имаме ако се вакцинираат на 95% од дечињата, посебно до ние најмалите под 1 година, кои што имаат најтешка и развиваат најтешка клиничка слика на пертусис. Сакам да искористам да прашам и за следното. Ги имаме податоците од мој термин, па ги кажавме за дитепер, но ги имаме податоците и дека децата ММР вакцината, односно морбили рубеола паротит, од 7 до 12 февруари ја примиле 3 пати повеќе, за разлика од истиот период лани, се аплицирани 194 дози во споредба со минатата година, 2023 истиот период. Значи дека едно повлекува друго, дека стравот го чува лозијето, дека се очекуваме и другите вакцини кои што се заостанати, дека
Да, сега еве сите дечиња, еве тоа не го кажавме дека оваа вакцина, ревакцина, која што фали кај многу деца, е многу низок процентот на ревакцина. Како е прва, како е втора, кога иде временски? Првата доза е на 2-месечна возраст, втората е на 4-месечна возраст, па на 6. Потоа се прави пауза од 1 година и на 18 месеци се прима ревакцината како 5-валентна. Меѓутоа, измеѓу на 13 месеци по редовен календар е вакцината за морбили, рубеола и паротит. Таа што родителите ја викаат условно кажано страшната вакцина, која што не оправдано се поврзува со невроразвојните нарушувања. Зборуваме за ММР вакцината. Так. Родителите ја одложуваат оваа вакцина и ја забораваат ревакцината, односно не може да дојдат за ние да им закажеме термин за ревакцината и ја забораваат едноставно и затоа колку е процентот на МРП низок, толку е процентот и на ревакцината баш ради таа причина. И еве сега интензивно во период тие деца што беа со двете, значи со ММР и со дитепер ревакцината што им фалеа, а веќе зборуваме за 3, 4 па и 5 годишни деца, доаѓа интензивно ме викаат, меѓутоа кажуваа ќе дојдеме за МРП. Значи сега со оглед на ситуацијата и градинката ја примаат дитепер и викаат дека ќе дојдат накнадно за МРП. Јас искрено се надевам дека стварно ќе дојдат, затоа што еве во Србија пред неколку дена е регистриран првиот случај на морбили, Романија веќе цел декември од декември веќе се бори со епидемија на морбили. Гледаме дека како болестите фаќаат во регионот, така доаѓаат и кај нас и верувам дека не треба да ни се случи на вистина уште една епидемија со морбили, затоа што имавме 4 смртни случаи во 2019 и не сакаме да ни се повторат тие слики. И верувам дека и матичните и сите мои колеги и родителите ќе почнеме јасно и гласно да зборуваме за предноста на вакцините. Би сакала само да го заокружиме разговорот, како последно прашање, колкаво треба да биде растојанието од една до друга вакцина? Значи, меѓу две живи вакцини е доволно 1 месец, 30 дена. Меѓу две инактивирани или мртви вакцини нема потреба од одредено растојание. Така да, од прилика им закажуваме, бидејќи сега ја примаат дитепер, за 1 месец да дојдат за МРП, која што е жива вакцина. Детето да биде здраво. Детенцето да биде здраво, со тоа што морам да напоменам, значи здраво дете сега сите дечиња, значи носот на децата е филтер за бактерии и вируси, тоа е тој кој што не дозволува да навлезат бактериите подлабоко во телото и вирусите. Така да детенце на кој што му тече носот долго време, а оди во градинка, е здраво дете за нас и тоа дете слободно може да се вакцинира. Значи болно дете е дете кое што има бронхит, пневмонија, покачена телесна температура, се разболело овие 2 дена, не делува добро малаксано, е омлитавено, па чекаме да видиме каква клиничка слика ќе се развие. Тоа е болно дете кое што не може да се вакцинира. Сите други деца што скокаат, што трчаат, што им тече нос, значи тоа се здрави деца и тие дечиња можат слободно да се вакцинираат. Доктор, ќе благодарам за издвоеното време. Благодарам што одвоивте време пред да одите на работа, да дојдеме и да испратиме порака до родителите пред се. Тука си и бабите и додовците кои што не гледаат и малку повеќе имаат и влијание кон помладите родители дека треба сепак да се почитува здравствениот систем, да се вакцинираат децата. Така да, порано мислам не беше ни знак, не се ни прашувавме дали родителите во школа доаѓа и на вакцинира ни мама ни тато не беа тука. Така да се надеваме дека и така успееме да допреме балем до делот од родителите. Благодарам. Благодарам и на вас.